Регулаторната гилотиња од пред 17 години, кога се смени законот за угостителство, го внесе хаосот при издавање на лиценци и контрола на минимално техничките услови за работа на ноќен клуб, дискотека и кабаре, вели министерот за транспорт Александар Николовски. Според него, желбата за поедноставување на процедурите за водење бизнис била максимално злоупотребена и тоа резултираше со трагедијата во Окочани. Можеби една добра заложба од 2008 година, јас тогаш бев пратеник, да се намалат процедурите, сега гледаме целосно злоупотребено, затоа што и патот до пеколот е, за жал, поплачен со добри намери и очигледно тој систем не функционира и мора да се менува. Тој најави дека веќе се работи на менување на законите, со што би требало да се врати контролата врз издавањето лиценци, но и дали некој на вистина ги исполнува минималните технички услови. Николовски појасни дека голем проблем е членот 21 од Законот за угостителство, кој регулира како се издаваат лиценци за кабаре, ноќен клуб и дискотека. Според него, барателот на лиценца ја доставува пријавата и гаранцијата дека е вистината, но дека потоа има потполна нејаснотија што треба да контролира службеното лице. Службеното лице, ова е многу битно, од органот на државна управа надлежен за работите од областа на угостителство, која води постапката или преведено Министерство за економија, по службена должност ги прибавува доказите од ставот 2 точки 1, 2, 3 и 4 од надлежен јавен орган во рок од 3 работни дена од поднесување на барањето. Што значи дека сите овие документи се прибавуваат од страна на Министерството за економија по службена должност, а подносителот поднесува изјава дека под материјална, морална и кривична одговорност тврди дека истите се исправни. По мене законов не е добар и мора да се смени. Дополнително, приватна фирма утврдува дали објектот е согласно стандардите и ова мислење со печат се доставува до општината, при што најчесто тоа не се контролира на терен. Причината повторно е лошото законско решение, но и капацитетот на државниот пазарен инспекторат да дава проценки за градежни работи.